Во загуби со нов кредит од банка ЕСМ плати 68 милиони денари или 1,1 милиони евра за последната набавка на струја со која треба да се покријат потребите на домакинствата заклучно со понеделник. Според резултатите од огласот за периодот од 21 до 23 јуни набавени се вкупно 12.240 мегават часови струја по просечна цена од 89,8 евра за мегават час. Најмногу ќе инкасира фирмата ETMT Energy до Oil Skopje, од која ЕСМ купува 3600 мегават часови струја по цена од 89,85 евра или вкупно 323.000 евра. Следува Protергija Energy до Oil, која на ЕСМ му продава 2880 мегават часови струја, за што ќе инкасира 255.000 евра. На останатите 4 фирми, ЕСМ ќе им исплати од 45 до 217.000 евра. На берзата Хупекс цената на струјата денес се движи од 27 до 73 евра за мегават час во зависност од периодот на денот, додека за утре цената се движи од негативни 7 евра до максимални 46 евра за мегават час. Доколку се погледне домашната берза за тргување со електрична енергија МЕМО, утре цената на струјата се движи од 19 до 57 евра за мегават час во зависност од периодот на денот. Набавката на струја доаѓа откако во четвртокот наутро во РЕК Битола во испад е и единствениот блок кој беше во функција, за кој раководството тврди дека било саботажа, но тоа засега не е потврдено од истражните органи кои направија увид. Во понеделникот ЕСМ стави подпис на новиот заем од 30 милиони евра од Халкбанка. Кредитот е со каматна стапка од 4,2%, а гаранција за заемот е Министерството за финансии. Односно, ако државната компанија не може да го враќа, тоа ќе го направи државата. Рокот за враќање на кредитот е до 2035 година. Директорот на ЕСМ Узунчев на брифинг со новинарите објасни дека средствата се потребни за плаќање на доспеани обврски и за ликвидност на компанијата која извесен период е нарушена. Според последните податоци на финансии, во првиот квартал годинава ЕСМ има доспеани, а не платени обврски од речиси 60 милиони евра. ЕСМ минатата година ја заврши со загуба од 123 милиони евра, а подигна и кредит од 82 милиони евра од неколку домашни банки.